етно составот Синтезис и музичкиот продуцент и диџеј Деловски неодамна пред јавноста го представија својот нов заеднички проект. Колаборација и преработка на една од најпознатите македонски етномузички изданија, Ој девојче, на кои се искористени оригиналните вокали на нашата музичка легенда Тоше Проески. Наша цел со ова музичко издание е да се вратат националните и етничките вредности, како и да ја негуваме етномузиката на начин на кој што и доликува. Деловски успеа да го преработи ова издание и да му даде нов, модерен сјај и шмек кој со сигурност ќе стане хит, велат членовите на Синтезис. Филип, кога всушност се роди идејата да се направи еден ваков ремикс и кога настана првата верзија? Првата верзија настана во 2021 година, за време на короната, кога сите бевме затворени. Едноставно работев на својата продукција и ми се роди желба да направам ремикс на некоја етно песна. И на крајот тоа испадна нешто многу хубаво, тоа испадна одлична колаборација и соработка со најдобрата етно група на сите времиња во Македонија, тоа е Синтезис. Имаш изјавено дека се ежеше додека го слушаше вокалот на Тоше Проевски. И тоа веројатно и создаде некоја и возбуда, можеби и трема, за да се сработи тоа што се сработи. Така, прв пат кога ги добив оригиналните инструменти и вокали од песната Ој девојче, една неела не можев да работам на нив, бидејќи искрено ми беше страв, не се што да направам, бидејќи се предобри, тоа е Тоше Проевски, тоа е Синтезис и искрено не можев да работам и од кога добив некоја инспирација, ја направив првата верзија во 2021 година, кој што кажав. Имавме некоја пауза од неколку години и на крај испадна оваа верзија која што сега слушате сите. Бидејќи имаше можност на промоцијата да ги видиш и реакциите од присутните колеги, представниците на медиумите, новинарите, какви беа? Фидбекот реално е позитивен од сите страни, од сите канали, како да кажеме, и од моите колеги, и од повеќето артисти на сценава. Не знам, на седмо небо сум околу темата, околу оваа тема. Дали може да прашам што да очекуваме од тебе во иднина или сега за сега само сакаш да уживаш во фидбекот на публиката од ремиксот на Ој девојче, па дури потоа ќе размислуваш за нови проекти? Со Синтезис имаме некои планови за работа, за реализирање, тие сега за сега ќе ги оставиме на страна, но како соло артист ќе следуваат некои нови изданија оригинални, ќе следуваат некои нови ремикси и така. Оре момче бре будало, убаво јабанџиче. Оре момче бре будало, убаво јабанџиче. Градина танка топола, зарем не си видел ти? Градина танка топола. Ване, каква ви беше првата реакција кога слушнавте за идејата на Филип? Убаво ми беше. Убаво ни беше на сите. Мене ми се јави прв Филип. Таа реакција, односно таа идеја сме имале ние поодамна и така беше некако затаена. И некако посакував да се случи такво нешто и Филип се јави како во некој прав момент дека сака да уживува нешто што за сите нас е важно, нели? Ние го уживуваме на наш начин, а тој сега треба да го оживее помеѓу таа помлада популација на негов својствен начин. Ми беше многу мило. Што мислиш дека најмногу се добива со овој ремикс на Ој девојче? Дали се шири сега веќе кругот и на публиката, дали се продолжува на еден поинаков начин животот на песната? Нашиот став на групата, мојот став личен е дека да се оживее една песна и да се рассее во таа така наречена колективна меморија на народот на овој начин со неговата продукција помеѓу помладите. Не е помалку важно да еден, не знам каков споменик или не знам што, да ја оставиме песната на идните генерации е спомен. И за тоа го правиме ние тоа. Тоа е нашата главна идеја.
Какви се твоите впечатоци после одржаната промоција? Сега е многу актуелен ремиксот, некако го привлече инстант вниманието на јавноста и верувам дека секојдневно пристигнуваат и коментари, и пофалби, и разни мислења околу ремиксот. Фидбекот ќе го видиме ние, мислам дека сега за сега е така, прекрасен, но главниот фидбек, односно главното мислење и чувство е помеѓу нас, што нас не се допаѓа првенствено, што сме срекни, што има млад човек помеѓу многуте успешни диџеи, можеби во Република Македонија, кои што јас и не ги знам толку многу сите, но од тоа што го слушам по радиостаниците, какви продукции, на какви песни повеќе, на какви битови обрнуваат внимание. Ова ми е посебно драго што Филип најде за сходно да се нафати на нешто што е наше, автентично, што, како што реков пред малку, сака да го оживее на негов својствен начин, кој што овде се раѓаат и следни идеи, планови и така натаму. Фидбекот се надевам дека ќе биде одличен. Да, Филип спомна дека се планираат уште соработки и уште проекти меѓу вас. А што се планира на годишниот календар на Синтезис? Не знам дали смеам и дали можем и дали сакам да обзнанам такви работи. Имаме ни идеи, од идеја до реализација, нели велат, треба и време, и среќа, и средства, и посветеност и така натаму. На агендата на Синтезис е оваа година јубилејна, 30 години Синтезис. Сакаме да направиме еден убав голем концерт, вака тоа ни е идеја, тоа ќе го открием дека сакаме, но не сум сигурен како ќе го реализираме, зашто сакаме да биде со симфониски оркестар, така да биде на највисоко ниво од тие оркестрации што ги имаме ние и знаете вие албумите уште од последен пат е изведувано 2004-2005 година. Од тогаш не е изведувано и сакаме ова да го возобновиме и се разбира во тој концепт се надевам дека на некаков начин ќе влезе и овој модерен звук ако го направиме. Тоа е наша идеја. Во име на екипата на телевизија Алфа ви посакувам успешна реализација на сите планови, амбиции и уште долго да се насладуваме на вашето музичко творештво и интерпретација. Благодариме што еве не удостоивте да го прикажете овој настан како настан. Поздрав до вашите гледачи, поздрав до целата телевизија. Градина танка топола, зарем не си видел ти? Градина танка топола, зарем не си видел ти?